За време на новогодишните и божикните празници во светот се бележат најголем број патувања. Белград и Атина од соседството и Виена и Будимпешта од европските земји се омилените дестинации за дочекот на новата година за македонските граѓани. Најпосакувани дестинации се старите градови на бивша Југославија, или старите главни градови, како што е Белград, Сараево исто така има голем одзив, Загреб исто така една дестинација која што се почесто и почесто се посетува. Секако остануваат и големите европски главни градови, како што се Будимпешта, Виена, Милано во Италија, Венеција во Италија, и секако се останува Париз како една од главните дестинации за дочекот на новата година. Годинава голем интерес има и за Истанбул, вели туристичкиот водич Филип Арсовски. Годинава главното жариште ќе биде во Истанбул, во градот кој што ги спојува Европа и Азија, турскиот број 1 економски центар во самата Република Турција. Можам да кажам дека имаме добро преку 1000 гости кои што ќе присуствуваат таму, меѓутоа и останатите дестинации не се за потврлање, бидејќи нашиот народ сака да шета, сака да ги помине најубавите денови, оние празници, да речем новогодишната ноќ, надвор од главниот град Скопје, меѓутоа исто така и голем дел остануваат тука. Цените на аранжманите се движат од 250 до 300 евра по лице. Иако цените на аранжманите се зголемени, интересот на граѓаните за патување на новогодишната ноќ во странство е поголем од минатите години. На страна од сите предрасуди кои што кружат дека многу е скапо да се патува за време за нова година и се останато, кога ќе земеме во сооднос дека една новогодишна вечер во Скопје може да чини од 100 до 150 евра веќе во поновите времиња, за такво патување буџетот може да се движи од 250 до 300 евра по човек, што реално не е многу, знаејќи дека сепак ќе ги посетите и главните центри, ќе прошетате дополнително и секако новата година секогаш убаво да се почне некаде надвор, додека сте на патување, бидејќи целата година после тоа ќе ве следи она како да кажам патувачка авантура, бидејќи ако првиот ден од годината ви е надвор од државата, ќе можете да патувате се почесто и почесто понатаму. Додека македонските граѓани патуваат во странство за новогодишните и божикните празници, во Македонија најбројни се туристите од Србија, Албанија, Бугарија и Турција. Туристичките работници велат дека освен Скопје и Охрид, голем број туристи овие празници привлекле и скијачките центри Маврово и Попова шапка.